Ола, за да можеме да имаме добар резултат од типот сакам да намалам 5 килограми, 10 килограми, но сакам тие килограми која ќе ги намалам, која ќе ја достигнам килажата што ја сакам да ги задржам, да не се вратам пак на старата килажа после 2 месеци, 3. Или сакам да ставам мускулна маса и сакам таа мускулна маса, значи тоа изградено тело, да ми биде долготрајно. Значи, кога сакаме да имаме долготрајни резултати, тогаш мора да го научиме составот, структурата на храната. Тоест, не буквално како е создадена храната и што точно содржа, но основите треба да ги знаеме. Треба да научиме која храна позитивно ни делува на нашето тело. Кога мислам на позитивно, мислам дека кога ни дава енергија, кога ни дава баланс, кога ни дава фокус и бистрина на мозокот и кога не прави среќни. Значи, храната не прави среќни. Не у моментот кога ќе ја изедиме, значи и алкохолот у моментот кога го пиеш си среќен ху-ху-ха-ха, ма после тоа те боле глава, повраќаш, мрзоволен си, не можеш да работиш, значи не у таа смисла, туку те прави среќен на подолго време. И плюс имаш добро здравје, добар изглед. Значи, мора да научиме која храна нас позитивно ни делува. И тоа можеме да го направиме од кога ќе почнеме да ги читаме декларациите и да го учиме составот на храната. Не на се што пишува фитнес и велнес е за да бидиш фит и да бидиш здрав. Значи, не на се што пишува дека те прави среќен и здрав, тоа значи тоа. Значи, среќен те прави и други работи што не се добри за конзумирање за телото. Значи, за да одржиме било што на долг период, мора да го научиме составот на храната, основите, како храната нас ни делува на нашето тело. Мора да научиме да се сакаме себе си и да сакаме да имаме позитивна енергија у нас, а тоа ни го носи храната. Значи, ако некој од вас е у депресија или анксиозност, покрај тоа што делува обкружувањето и нашите мисли, голем процент е и храната што ја јадиме. Значи, нездравата храна не носи у депресија и у анксиозност. Тоа да го знаете. И тоа е многу важно. Ако сакаш да испаднеш од депресија и од анксиозност, научи што е здрава храна и како здраво да се применува, да конзумираш, почни да имаш физичка активност, доволно е и пола саат, 45 минути брзо одење надвор у природа, ќе видите позитивна промена кај себе. Од кога тоа ќе го научиме, после тоа е многу полесно за финесите и за да одржуваш килажите што сакаш да имаш. После тоа е веќе и задоволство кога ќе научиш дека наместо еден хамбургер да го изедам или наместо еден бурек да го изедам, е поздраво една туна да изедам и многу поубаво ќе се чувствувам. Дури, искрено да ви кажам, после некој време кога престануваш да јадиш таква процесирана и нездрава храна, здравата храна дури ти е задоволство, ти ствара радост на непцето. И ова може звучи малку како претерано, но искрено така е. Прашите секој еден човек кој што бил со вишок на килограми и кој што ослабнал на прав и на здрав начин и кој што се уште си одржава килажата, какво е неговото размислување за здравата храна.